Здраво и добродојавте во новата епизода од Генерација ММ. Денеска разговараме за тема која е доста актуелна, како меѓу луѓето, така и на социјалните медиуми, односно зборуваме за насилството кое се случува на социјалните медиуми и за се негативни коментари кои што постојат. Сега кога ќе го фатиме и позитивни коментари, ќе направиме разлика зошто луѓето толку обожаваат да коментираат на социјалните медиуми, особено во негативен контекст. Денеска како наша гостинка имаме Александра Пановска-Илиевска, ТВ водител. Здраво и добродојде во Генерација ММ. Здраво, Никица, и ти благодарам многу на дадената можност и привилегија да се обратам на младите. А навистина опфаќате многу млади кои се родени и растат и сакаат да дадат подобро утре. Да, фала ти што прифати да бидеш наша гостинка. Верувам дека имаме доста интересен разговор, бидејќи имаш искуство и на ТВ екраните, и на социјалните медиуми. Верувам дека и во утринската програма која што ја водиш, дека веројатно некоја се соочила со негативни коментари, ама нели ке зборуваме за тоа во текот на нови разговори, нови подкаст. Сакам да го почнем разговорот со едно прашање, твое размислување. Дали мислиш дека социјалните медиуми, мрежи, сето тоа што постои се доволно безбедни? Јас сум генерација која, кога бев многу помлада, раставме без социјални мрежи. И денеска младите, откако ќе се родат, имаат профил. Така е. И е интересно што секој е силен зад тастатурата и секој може да напише се. Но треба првично ние да работиме на себе и јас на младите, оно што би им го кажала е да ако можат да се оддалечат и да се создадат своја реалност без она што е на социјалните мрежи. Бидејќи социјалните мрежи создаваат слика која е пред се нереална и ни прави огромен број на фрустрации, огромен број на посакување и достигнување на нешто понекогаш и што можеби во нашето живење и битисување нема да го постигнеме. Може нема да го купиме најновиот модел на автомобил кој што го посакуваме. Може нема да го имаме најновиот и најскапиот и најдобриот мобилен телефон. Затоа да не составаме притисок на родителите, притисок на себе, на заедницата, туку едноставно да се градиме себе на она што некако го заборавивме низ годините, а тоа е образованието. Многу повеќе образование, многу повеќе вложување во себе, многу повеќе вложување вистински во знаењето. Да, сега со сите нови технологии, секој одговор може да го најдеме со еден тик. AI алатките се стигнати до таму што интересно е, внук ми вели, па јас немам потреба да ја прочитам лектирата, така е. За жал така е. Така да растена сум во време кога немаше социјални медиуми, кога уживавме во интеракција, реална интеракција меѓу себе. Да, баш спомена дека голем дел од луѓето се доста силни позади тастатура. Ме интересира од каде доаѓа таа сила, зашто некој одлучува дека е многу полесно и дека е појак, да кажеме, ако напише некој негативен коментар нели на било која платформа, туку да дојде и да ти го каже тоа тебе во лице. Дали се случува некој што го напишал некој коментар и потоа да те седне на пример во живот и го каже истото? Никогаш. Многу повеќе луѓето умеат да го направат тоа за тастатурата, а никогаш да не ви го кажат тоа во реалноста. Многу посилни сме виртуелно отколку реално. Иако ако некому му помогнете, знае да ви каже благодарам, меѓутоа некако живееме во општество во кое што многу полесно кажуваме лоши зборови, пишуваме лоши зборови, отколку меѓусебно да се мотивираме и да си подадеме рака за да бидеме подобри. Професијата во која што ја работам некако како да не знаеме и не умееме да се дадеме поддршка меѓу себе. Мислам дека не само во оваа професија, туку во сите професии, туку едноставно се обидуваме да се прегазиме, сгазиме или како да го кажам по соодветниот збор, деградираме за да се истакнеме. Не мора. Има простор за сите, има можност за сите, има работа за секого, ако сакаме вистински да работиме, но да дадеме пример дека треба да ги вратиме моралните вредности, етиката, вистинските вредности кои никако во трка на пари, интерес, моќ, вредности кои се минливи и менливи, заборавија луѓето да бидат вистински луѓе. Така да, чест ми е кога ќе сретнам воспитан, млад човек, кој што умее да каже во збор кој вистински почитува, а помалку пишува и зборува нешто што нема потреба да го напише. Така да, радост е да се сретнеш со добри луѓе денеска.
Па да, за жал се доведовме во таква ситуација каде што се воодушевуваме на воспитаните млади и генерално луѓето. За жал е така. Но ме интересира дали доволно, бидејќи некако сето ова сме ние. Сето тоа што сега го зборуваме потекнува од нас. Ние ја создаваме таа лоша слика, да кажеме, дали мислите дека доволно се зборува во јавноста и по медиумите за тоа што се случува на социјалните мрежи? Постојат кампањи и постојат навистина одлични кампањи кои некако ја кренаа свеста за булингот, за насилството, кое што меѓу младите е огромно. Јас оваа професија сакав да ја работам како многу млада, но ја немав можноста, ја немав шансата и дојде во подоцнежни години и кога можам да си го дадам советот на самата себе од друг аспект, можеби дојде во вистинското време. Кога созрев и кога зборовите можат потешко да те повредат, бидејќи си веќе изграден. Но сметам дека кампањите, се она што го прават многу и приватни компании и виете и организации, невладини, владини организации, се некако погласни и вистински треба да се зборува. Особено училиштата, градинките, децата се многу сурови. За жал. И децата, како велат, се одлика на родителите, а родителите од немање време, немање простор, се неприсутни. Денеска е привилегија да се присутен родител и да воспиташ и создадеш дете кое што ќе биде создадено со многу љубов, не со многу пари. И не со телефони, ние сме мирни. Така, за жал, ако забележите, често сакаме да патуваме со моето семејство и често кога ќе излеземе надвор од границите на Македонија, постојат места каде што децата немаат мобилен телефон, немаат таблет пред себе. Едноставно сите се свое друштво. Значи, и секој зборува меѓу себе и секој е присутен на моментот кога тие се заедно. А ние во Македонија прошетете во градскиот парк. Во градскиот парк децата се на мобилен телефон. Во сите паркови децата се на мобилен телефон, дури и родителите. Значи, може детето да се оддалечи од него до степен да не знае каде, да не примети, да не ни забележи дека детето е некаде оддалечено. Така да сите електронски уреди некако колку повеќе сме поврзани, толку повеќе сме оддалечени. Да, така да кога ќе се направи некој заклучок, реално е ситуацијата дека тоа да жал се случува. И сега кога зборуваме за децата, ние очекуваме тие деца после тоа да пораснат некои воспитани млади луѓе кои што имаат одредени вредности, но не знам дали можеме воопшто тоа да го очекуваме кога од друга страна тие растат со многу негативни коментари, бидејќи се тие тоа го читаат на социјалните медиуми, гледаат на YouTube различни видеа кои што не се соодветни за нивната возраст, а после тоа нели очекуваме од друга страна тие да имаат некои вредности за кои што зборувавме пред малку. Колку мислиш дека им е тешко и на родителите од една страна во трка со времето да им ги дадат на децата вистинските вредности? Може да создадеме своje каче, свој простор, свој круг во кој што ќе уживаме во вредностите кои сакаме да ги создадеме. Иако велиме дека се е црно, има и некаде помеѓу црното и белото сиво, каде што постојат млади кои креираат, млади кои создаваат, млади кои инспирираат. Ги имаме и во Македонија, не е се така. Апсолутно. Кога зборуваме за нас, зборуваме постојано со негативност, дека сме најлоши, дека сме но напротив. Знаеме, можеме и умееме, само треба да го пронајдеме тоа вистинското. Треба да се поди завесата да дзирнеме, јас така викам. Да се обкружиме со луѓе кои што не мотивираат и инспирираат, да се обкружиме со млади кои сакаат да создаваат и кои умеат и во лошото да го најдат доброто. Да. Јас се надам дека ќе успеам, некако јас многу се плашам за тоа како родител јас ќе бидам и какви се нели времиња тек доаѓат, но тоа сум негативност за друг подкаст. Да, апсолутно. Да се навратиме малку кон ова што го почнеме на почетокот, во однос на тие негативни коментари, предрасуди кои што постојат на социјалните медиуми, дали мислиш дека постои некоја разлика помеѓу машките и женските? Дали мислиш дека некој од нив, дали што тоа маше женски, не знам какво е твоето размислување, добиваат можеби понегативни коментари, повеќе ги осудуваат. Какво е твоето гледиште во таа насока? Јас кога започнав оваа јавна професија беше со Брза Кујна на Сител телевизија и тоа беше шоу за кое што не ни верував дека ќе ја стигна популарноста која што има и ја ужива и ден денеска, бидејќи навистина сите кои што прават нешто поврзано со храна, секогаш има популарност бидејќи луѓето уживаат и храната ги обединува сите. Така е. Гурмани сме некако нација. Така е. Тогаш доживеав бум во однос на
коментирање во однос на луѓе кои што не те познаваат да го коментираат она што секојдневно го правиш. Мислам, кога седнав еден ден да ги читам коментарите на луѓе кои што на самата страница на профилот и на официјалниот профил на телевизијата ги има напишано, прво се запрашав зошто. Бројот на негативни коментари изобилува. Потоа се рекав, окей, ќе го правам тоа што знам и умеам да го правам најдобро, па можеби некаде ќе исплива тоа што вистински треба и да се вреднува. Ако ги класифицираме и направиме дистинкција мажи или жени, бројот е идентичен. Но возраста ми изненадуваше на зборовите кои што доаѓаа од луѓе кои што се велиш зошто? Дали има време да се оптоварува да го напише тоа и од каде е енергијата да го напише тоа? И кој е целта на крај на денот? Да, баш, и која е целта на крај на денот? И потоа си реков, да, добро, јас не умеам да готвам и тоа секогаш со готвачите на шега го правевме и со Марки Никола во тоа време да се шегуваме, затоа што како она што вие не умеете, направете го симпатично да изгледа и да е забава, затоа што луѓето кои доаѓаа беа луѓе од народот. Беа луѓе кои што некој за прв пат застанува на екраните и бар направете му го да ужива, затоа што јас секогаш велев дека за Марки Никола луѓето беа Бред Пит и Џорџ Клуни, беа популарни и се уште се популарни и уживаат популарноста и едноставно да го направиме чувството да ужива во тие 20 на минути на дружење. А од другата страна, секој може да каже, затоа што сите може да го оценуваме, она што е јавна професија. Наше е да се трудиме да го правиме најдоброто што го правиме. Јас единствено бев водител на тоа кулипецко шеф. Ме интересира исто дали мислите дека постојат двојни стандарди кога, да кажеме, креатурите на содржина кои што се на социјалните медиуми, имаме машко и женско и дали ако направат иста работа, исто ќе биде гледано од страна на публиката или може би еден од нив ќе добие по негативни коментари во споредба со другиот? За многу професии, да, за жал се поделени и се уште живееме во општество каде што поинаку се оценуваат мажите, поинаку се оценуваат жените и за жал некако многу ги делиме работите на машки и женски, иако треба да се обединиме и заедно можеме повеќе. Така да во едно семејство сите треба да ги имаме обединето и буквално насекаде. И професијата не треба да се гледа дали е подобра затоа што ја работи маш или ја работи жена. Треба да се посветиме да се едуцираме, да бидеме најдобри, да имаме најдобро знаење и умење и секој ден да се надградуваме. Бидејќи секој ден учиме нешто ново. Да, апсолутно е така. Сега, колку можеме да научиме од социјалните медиуми, тоа ми е исто прашање. Може. Доколку се користи правилно, навистина може. Мислам дека социјалните медиуми денеска е привилегија да се живее денес, за разлика од порано, кога информацијата сме ја барале во библиотека. Денеска библиотеките се празни. За жал. Тажно е. Денеска се имаме онлайн, меѓутоа колку да библиотеките се празни, луѓето се попразни со тоа што информацијата ја бараат од Google, а не ја бараат од вистинскиот извор кој што ни е потребна. Затоа често имаме површна информација, што те прекинав, добиваме од сите тоа кога напишеме нешто на Google, да добиваме многу површната информација. Суштината на сето тоа малку мислам дека не се добива баш така лесно. Така. Да гледаме да ги работиме работите суштински, а не површно. Да бидеме темелни во она што сакаме да го направиме, така ќе бидеме најдобри. Да, спомена на почетокот дека си растена во некој друго време без телефон, без интернет, без социјални медиуми, па ме 2 година 40 ќе правам дикица. Добро. Тоа е многу или малку? Одлично. Одлично, согласувам. Ја викам дека се најубавите години. Секој години се убави години и секоја година треба да ја ценим. Така е. Да, се согласувам. Ме интересираше дали сметаш дека во последните години некако се променува наративот кој што пусти на социјалните медиуми, дали се повеќе се негативните коментари, некоја негативна содржина која што се објавува во споредба со некои позитивни работи, позитивни видеа, позитивни коментари. Зависи што следиш. Зависи што гледаш и зависи алгоритмот на социјалните мрежи е толку мокен и толку добар што секогаш ти го пласира тоа што ти е во фокус и во интерес. А ако сакаш да пребаруваш позитивни работи,
ќе ти излегуваат и некако ќе те лоцираат оние работи кои што се интересни и позитивни. Ако сакаш да го читаш, ако сакаш да читаш политика, тогаш постојано ќе те прати политика. Така да. Зачудувачки е кога ќе седнеме со пријатели, кога ќе направиме одреден разговор, потоа колку предлози на социјалните мрежи излегуваат во врска со нешто што било споделено, кажано или така да, интересни се социјалните мрежи и може да бидат забавни и позитивни доколку умееме и сакаме да ги користиме на тој начин. Да, многу често јас се соочувам со коментари или ми за ова видео, не сакам ова да го гледам, ово ме нервира, не сакам да го слушам. И е многу едноставно. Да, не го следи го, не ги отвори видеата. Со нека като ама од друга страна нели коментираме, не сакаме да ги гледаме, ама пак ни интересира, ги отвараме, ако ги отвориме, јас само не сакам да го гледам, сум дека и ние маце како Интересни сме. Многу сме интересни. Интересни сме, но убавината на работата е, запознав еден млад дечко кој што ни беше гостин на Утринска и вели: Александра, јас успеав од Македонија. Македонија ме направи да бидам посилен и помоќен за било каде во светот. Така да Македонија е многу интересна и забавна и поенергична во однос на се она што надвор луѓето го прават, бидејќи тука треба да знаеш се за да го работиш тоа што сакаш да го работиш. Надвор треба да си само стручен во одредна тематика и проблематика. Да, убаво е да гледаме на позитивната страна на работите кои што се случуваат. Сега да се навратиме на твоето искуство на сите тие коментари кои што ти ги добиваш, дали можеби се сеќаваш на тие некој прв негативен коментар кој што онака најмногу те погоди можеби, кој што беше лично кон тебе упаден, кој каже кој што ти си го прости прашањето, зошто кон мене, што сум му направил јас на тој човек? Се сеќавам, не се сеќавам точно на зборовите, но на моментот кога го прочитав и тоа се велев, окей, секој има право да го каже своето мислење, но само секој лош или добар коментар треба да го гледаме како критика и како нешто дека може да научи да направи подобри. Секој има право, живееме во демократско општество каде секој има право да го сподели своето мислење, иако пак ќе кажам дека сите сме силни позади тастатурата. Многу е убаво кога некој ќе ви се приближи во живо, дури да е негативен коментарот, да го сподели. Сите може да станеме подобри. Никој не е најдобар, туку секој може да расте и да се развива во ова општество, да бидеме подобри и подобри. Да медиумите пласираме навистина информација која е одлична за сите, и за младите, и за повозрастните, и за оние кои што сакаат да гледаат телевизија или да бидат на социјални мрежи, да се фокусираме да промовираме и пласираме вистинска информација, а не само да се бориме за кликови, да создаваме бомбастични наслови и нешто што е невистина да го правиме вистина. Или да се вади само еден сегмент од целиот разговор и која што не е понуда на крајот на денот се случуваат такви работи за жал. Сега во насока на сето тоа што се случува на социјалните медиуми, ме интересира како влијаат коментарите врз тебе, и позитивните и негативните. Не можам да кажам дека не ме допираат, ниту дека не влијаат на мене, туку иако веќе не го читам тоа што го пишуваат, сакам кога некој од порталите или на социјалните мрежи ќе сподели нешто доколку навистина вреди да се прочита, да му посветам време и внимание, но некако со годините научив само да се подобрувам себе и да се фокусирам на оние луѓе кои што вистински знаат да го коментираат тоа што го работам и да ги слушам нивните коментари, затоа што никогаш не може за себе да бидеме само критични до таа мера за да станеме подобри. Секогаш луѓето кои што не обкружуваат најдобро го гледаат тоа што ние го работиме, каде грешиме, каде може да се подобриме и каде може да пораснеме. Но тоа само со конструктивен фидбек. Така е. Само со конструктивен фидбек и критика. Да, но мислам дека мата ни е тешко да се даде тој конструктивен фидбек. Обично секој што има кон негатива, кон критикување, отколку да дадеме конструктивен фидбек. Мислам дека тоа е генерално насекаде и во работата, на социјалните медиуми, било што да се жал, да се работи. И тоа не знам дали колку може да се смени, но со текот на времето можеби ако се работи во таа насока, ако се едуцираат младите, што мислам дека се почнува од едукацијата. Ти го спомна тоа и преска дека образованието е многу важно, согласен со тебе, мислам дека ако се насочиме маце кон едукација на младите, дека многу работи ќе се сменат. Сега ме интересира исто некој најнеочекуван напад кој што си го имала. Зашто се мисла дека тоа што го работи, што си го направила, дали некој видео, некоја соработка кој што се сарила дека било супер лично за тебе, ама се добила многу негативни
коментари или некој спротивен фидбек од тоа што ти се го очекувала? Дали е имало такви ситуации? Немам досега такво искуство. Најчесто со работките кои што ги правам, гледам да вистински лично верувам во тоа што од другата страна го пласирам, бидејќи тоа што сме јас на социјалните медиуми не е модерно е да се каже фейк, туку е вистински и реално, затоа што многу е интересна професијата инфлуенсер. Денеска секој може да даде влијание на младите со мобилен телефон и интернет конекција и да направи нешто што е многу модерно и многу денеска актуелно и вистински да заработува од тоа, но многу е битно да се промовираат вистинските вредности. Затоа што сите ние можеме да направиме лажен живот на кој што ќе го пласираме и ќе промовираме нешто за кое што не веруваме. Така да се она што го правам и досега не сум имала искуство за кое што ме прашуваш. Да. Сега нели опитате во последен период да се исклучат коментарите? Дали си фан на таа опција? Не, слободно. Нека коментираат. Да, ја мислам дека треба да им се остава слобода да се види до која граница може да дадат луѓето. Не ги тргам, не ги бришам, ги оставам коментарите, така да имало симпатични, сурови, добри, убави коментари, но таа опција не сум ја искористила досега. Дали коментарите кои што си ги добила некош сте натерале да промениш некоја работа или тоа како ја правиш твојата професија, да кажеме? Симпатично, особено во приватна порека, какви коментари стигнуваат и какви фотографии стигнуваат. Тоа сам дека треба цел подкаст да се направи на таа. Со презентација во позадина. Да, презентација на тоа и јавно да ги споделиме тие што праќаат и такви приватни пореки, но само не учи. Затоа колку човековиот ум може да биде различен, се обидувам да одберам зборови. Да. Ќе оставиме на само различен. Различен, добро. И несекојдневен. Несекојдневен. Веќе се два. Може да инспирираме дополнително во текот на разговорот и за уште некој епитет да ни се даде. Дали ти натребале се да се откажеш можеби од тоа што го работиш? Имала момент, но тоа што го правам, уживам да го правам, имам одличен, навистина сме одличен тим на утринската на Канал 5, имаме извонреден уредник кој што на толку жени во една канцеларија секогаш се обидува да ја смира и да... Тешко. Јас можам тоа да го потврдам, бидејќи јас работам каде ресам многу жени. Огромен поздрав до Роберт Јанков и до сите кои што се дел од утринската на Канал 5. Навистина се трудиме да го направиме најдоброто во македонскиот етер, да одбереме гости кои што ќе инспирираат, теми кои што ќе бидат интересни. Теми кои што ќе бидат интересни, ќе го задржат вниманието затоа што квалитетот некако опаѓа, но можеме, требаме и да создаваме квалитетна содржина. Да, има многу креатори на содржини кои што не се толку популаризирани, да кажем, и треба дефинитивно да даде простор и на македонски телевизии, и на социјалните медиуми. Има доста теми кои што не се опфатени, тоа некако се надоврзува на прашањето што сакав да те прашам. Дали мислиш дека некои теми се повеќе актуелни, привлекуваат повеќе внимание кај публиката во однос на коментирање од колку други? Дали мислиш дека постои таква некоја тема за која што? Кои се тие теми? Политиката е во Македонија многу актуелна и мислам дека политичарите се попопуларни дури од оние кои што треба да бидат популарни, музичари, луѓе кои се занимаваат со сите типови на уметност, музика, филм, култура, за жал не се толку популарни колку што се политичарите во Македонија. Ние им даваме повеќе простор на политичарите. Верувам, тоа треба да го променим. Треба да дадеме можност на оние кои што се бават со уметност, кои што создаваат уметност и кои што ја прават Македонија горда и надвор од границите. Има имиња и презимиња за кои што во македонската јавност никогаш не е ни слушнато за тие имиња. А тие некаде во светот далеко создаваат и буквално прават да тоа што е тука, сме горди некаде надвор. А ние ние ги популаризираме тие што локално ни прават повеќе проблеми отколку... За жал, да, кога ќе видиме суштината на крај, повеќе создаваат проблеми отколку нешто позитивно, ама... Но се надевам дека ќе се смени идните и младите генерации, помалку ќе ги интересира политика и повеќе ќе ги интересира тоа што може да го создадат на страна од политиката.
Да. Дали колку е тешко всушност за младите креатори, дека ги спомнавме дека има многу млади луѓе кои што се многу популарни, им се признава работа надвор од границите на нашата држава. Колку е тешко кај нас да започнеш да креираш содржина на социјалните медиуми или да имаш некоја јавна професија? Не е тешко. Во денешно време со интернет конекција, со се она што може да се создава како содржина, треба само да е вистинската содржина. И во вистинско време, на вистинско место истата да биде пласирана за да допре до публика која што ќе го интересира тоа што се создава. Денеска има плејада на подкасти кои што се создава. Малкумина допираат до потребата на луѓето кои што сакаат тоа да го слушаат. Може да слушате подкаст во движење, нешто да ви инспирира, може додека работите на работното место, едноставно звуците кои што ве обкружуваат само за да ги направите поттивки со зборувањето на некој од другата страна кој има огромно искуство во својата професија, да го слушате. Така да денеска е многу поедноставно отколку порано. Дали кога веќе почнали да се активира на социјалните медиуми, стигаат се како вид на коментари, дали мислиш дека треба да се игнорираат коментарите или дека можеби треба да се одговори на сите тие коментари? Зошто се мачите да одговарате на сите коментари? Времето е толку ценето и толку безценето што мислам дека коментарите се тука само да не поттикнат, да не разбудат или да направат да го ставиме прстот на чело и да се запрашаме, можеби, но зашто да се мачиме и да трошиме време на нешто што е само коментар на она што го работиме. Ако имаме коментари, значи дека сме допреле до поголема публика и сме направиле прашинат за нештото што го работиме. Да, а дали ти некогаш лично си се обидела да му пишеш на некој кој што ти има пишал некој негативен коментар, зборам негативен, баш онака наврелив коментар, вулгарен, дали? На негативните коментари никогаш, на симпатичните фотографии и коментари во приватна порека се обидувам да ги избришам. Знаете луѓето да звонат и да ги користат сите механизми. До толку ли? Сите механизми на начин за комуникација, но едноставно сметам дека е непотребно да се оптоваруваме со негативното, да се оптоваруваме со позитивното и убавото. Тоа можеби со тие одговарања им даваме можеби повеќе внимание, тоа можеби ги храни и ги мотивира по знак на водници уште повеќе. Убаво е да се даде внимание, но да даваме внимание на убавите работи. Да, тоа секако зборува во насока на сите негативни коментари кои што доаѓаат. Сега ме интересирам колку институциите преземаат и работат во насока на спречување или реагирање на ова насока кој се случува на социјалните медиуми. Спомнав дека постојат и кампањи од различни чинители, но не знам колку институциите што се вклучени во целиот. Тоа дека во последно време постои начин како да се пријави сајбер насилството и постои будење во тој дел на сајбер криминалот, на крадење буквално на идентитети, фотографии, поставување на креирање на лажни профили, се останато дека институциите почнаа да работат во тој сегмент, можеби недоволно, треба дополнително, затоа што вистински некому може да се наштети со креирање на лажен профил и користење на нешто што значи личен идентитет, но затоа треба да постои малце повеќе свесност и повеќе кривање на внимание на тоа што значи сајбер криминалот, што истото представува и колку може да биде штетно. Не само за нас како личности, туку зборуваме институционално, затоа сме сведоци на многу напади кои што ги имаме, но мислам дека за тоа доправа ќе дојде времето кога вистински ќе го разбираат сите и кога нема да ја кажуваме, нема да го кажуваме пинот на нашата картичка во супермаркет. Да. Гласот, малку треба, Македонија доправа ќе биде дигитализирана, доправа ќе биде толку многу достапна и дигитално што ќе не разбуди во секој сегмент на живење. Колку е важно да бидеме безбедни и заштитени за она што значи виртуелниот свет. Да, безбедноста на интернет реално е доста важна. Мислам дека не се обрнува толку големо внимание. Генерално мислам дека и ние кога креираме било кој профил, ние ретко кога ги читаме сите тие политики што се и насоки кои што се поставени, само се согласуваме и тоа е тоа. Тажно е колку малолетници имаат профили на социјалните мрежи и колку нивните родители не знаат со кого комуницираат од другата страна и затоа и тие политики постојат. Дека возраста треба да биде одредена за профилот да биде креиран на одредена возраст. Но
Сепак, пак велам, одговорноста е на сите нас. Не само на малолетникот кој што го креира тој профил, затоа што сега секој може да има има мобилен телефон и секој може да направи се, но затоа велам присутноста на родителот, на возрастните родител, старател, неминовно како расте и се развива едно дете индивидуа, треба да биде на највисокото можно ниво. Да, дали некогаш имаш пријавено можеби некој од онлайн корисниците кои што давале негативни, зборам вулгарни закани? Немам пријавено. А се соочила со закани од таков тип, мате да се запрашаш за својата лична безбедност? Ми се случило физички, не на сајбер, значи физички да ми се случило да се запрашам, но затоа велам менталното здравје е многу битно. Некако како да најмалце водиме грижа за истото. Да. Од друга страна, ке се запрашаш во ред за тоа да се случи, значи дека нешто не е во ред. Но не е само виртуелниот свет, и реалниот свет. Некако безбедноста ни е загрозена од многу страни, но пак ќе кажам, многу малку се грижиме за менталното здравје и за работата на себе и на тоа што во ова брзо, динамично, несекојдневно живење се губиме себе. Така е, менталното здравје е доста клучно и баш следната тема која сакав да ја поразговараме ево таа насока. Ние доста како организација зборуваме за менталното здравје и сите тие обуки кои што ги организираме, програми кои што ги имаме, барем еден сегмент од тие програми го насочуваме кон справување на сите тие коментари на социјалните медиуми, бидејќи имаме добиено фидбек нели од сите млади дека некогаш преголемото внимание кој се добива на социјалните медиуми, зборам и позитивното, знае да влие негативно на нас. И сега ме интересира лично ти кои механизми ги користиш, да кажеме, за справување со тие коментари, со твојата јавна позиција или професија која што имаш, бидејќи тоа веројатно се носи некои своји последици, па веројатно во парк те среќаваат луѓе, во супермаркет, додека возиш кола. Едноставно кога ќе завршам со мојата работа и работно време се исклучувам од се што значи конектирање со реалноста и сакам да уживам во природата, во градскиот парк, да бидам со мојата керка и сопруга доколку е во можности да уживаме во природа и во едноставно тоа што сме ние. Затоа што само така може да останеме балансирани помеѓу работата и она што значи вистинското живење. Да, спомнам дека некогаш знаеме да не можеме да направиме таа граница помеѓу виртуелната заедница и реалниот свет и можеби тоа влие на нарушување на менталното здравје, особено кај младите, некоја нереална слика која што постои, веројатно фрустрациите кои што се јавуваат. И сега дали мислиш дека психолозите кои што се во училиште, дали доволно зборуваат на таа тема? Јас барам до сега немам слушнато или немам слушнато некој психолог кој што јавно зборува колку е важно ова или дека разговара со учениците во рамки на училиштата. Какво е твоето искуство во таа насока? Дали можеби некогаш си контактирала психолог за да се справи со некој стрес или некоја појава која што ти дошла од тоа? Случувањето во куќа ни наразбуди сите и само ни покажа колку е системот нефункционален. Ние имавме најтешката задача да се справиме пред камери и да го продолжиме она што го работиме и да останеме достоинствени со тагата, загубата и реалноста која што ни се случи, така да психолозите беа тука во првиот ред. Црвениот крст беше тука во првиот ред. Психолозите и сите оние соодветни стручни за таа работа можеби се недоволни во Македонија, затоа што во едно училиште имате еден психолог и еден педагог. А имате колку одделенија и колку ученици. Така. Во една градинка можеби ги нема психолозите и педагозите, бидејќи во градинката на мојата керкичка нема дефектолог. А денеска имаме деца кои што се почесто имаат проблем со говорот. Тоа е многу институциите треба да се запрашаат колку службени возила имаме, а колку создаваме здрави генерации. Значи во секој училиште треба да има многу повеќе кадар кој што вистински ќе ја разбира проблематиката, затоа што на психологија се запишува, барем во мое време, оние кои што сакаа поедноставно да завршат факултет, затоа што се сметаше за небита. Напротив, е многу битен. Многу е важно, така. Значи, психолог, педагог, социјален работник, дефектолог, професии кои се занемарува, а денеска се многу популарни затоа што се такако потребни. Да. Социјални работници во институциите речиси да ги нема, а се потребни.
Затоа што Македонија е социјална држава само на хартија. А во пракса Во пракса е поразлична. Тоа го свативме со случувањето во Кочани. Малолетници на едно не сакам да навлегувам во нешто што е сосема многу зборувано и од многу аспекти за да не бидам погрешно сватена. Но психолози постојат, но се малку. Во однос на работата која што допрва ќе ни треба, бидејќи растаме и создаваме генерации кои што го знаат само виртуелниот свет, а не и реалноста. Не знаат да се однесуваат или немаат социјални вештини да разговараат природно кога ќе се сретнат. Многу им е поедноставно во било кој бар, кафич или било каде да се сретнете со младите, многу им е поедноставно да пишуваат отколку да комуницираат. Така е, да. Затоа што многу е полесно им е на тастатура да пишуваат побрзо отколку да комуницираат реално. Се повеќе млади многу ретко се јавуваат на телефон, некоја ги контактираме, обично сега почнуваме веќе и на Инстаграм да правиме групи, бидејќи само таму можеме да ги најдеме, таму се најголем дел од младите. Многу ретко се јавуваат на телефон и комуницираат генерално, или сега завршува во ред, пишете ми или ќе ви пиша. Никој во Македонија не е толку захватен колку што сака да каже дека е оптоварен и дека постојано некаде брза. За се може да се има време, само да се најде начинот и форма. Да, а дали постои, веќе кога се дотакнеме до формата, дали постои форма и некој начин, чекој или како да се креира позитивна заедница на социјалните медиуми? Постои, ја има, само да ја пронајдеме и да го следиме тоа што вистински не интересира. Да создаваме, има многу млади кои што посетуваат академии, не одат на универзитетите кои што ги имаме, затоа што сметаат дека е потрошено време да студира 4 години, тоа може да го направи преку академија. Бринстерн навистина прават одлична работа со младите. Буквално имаат обединето млади кои сакаат, прават хабови, дружења, го генерализира и го канализираат тоа што младите умеат да го направат, бидејќи ја разбираат технологијата, затоа што се родени со технологија, така да го канализираат тоа што на младите им е потребно. Само да успееме да го најдеме моделот на создавање на вистински вредности и правила. Бринстер го сподели како позитивен пример во нашето општество, каде младите сака да се дружат, да го посветат времето, дури и повозрастните да се надоградат или буквално да ја променат професијата и да почнат нешто друго и нешто ново. А дали сметаш дека креаторите на содржина може да превземат нешто, може би малку погласно да зборуваат за сето тоа што се случува на социјалните мрежи, бидејќи нели јас берам колку што имам приметено, се вклучуваат на такви кампањи кои што веројатно нели се платени и го гледаат како начин на заработка, ама доброволно не сум сретнал некој да зборува и да кажува, и тие кои што зборуваат се многу малци и се многу ретки. Жално е што најчесто треба да е платено за да е кажано, а жално е што најчесто треба да е промовирано за да е добро. Има многу луѓе кои што може да раскажат реални приказни, а ја немале можноста за истата. Така да сметам дека преку вистински примери можеме да дојдеме до зашто вистински сакаме да го слушнат младите, да бидат мотивирани дека и тие може да направат подобро утре. Преоптоварени сме со лоши зборови, лоши кампањи. Има многу млади кои што се навистина брилјантни и се уште се во Македонија. Има многу млади кои за жал се далеку и надвор од границите на Македонија, но имаме и многу млади кои што се уште тука и се уште сакаат да создаваат, иако може би имале милион препреки, велат не можам подобро утре. Утре може би ќе биде мојата можност, утре ќе биде мојата шанса и ќе дојде денот кога вистински ќе го направат тоа што го сакаат, затоа што нема подобро од тоа да го правите тоа што го сакате. Така е, да. И браво за сите тие кои што не ја губат мотивацијата и кои што продолжуваат да работат и таа некоја желба која што има што не ја губат. Се појавува доста млади креатори на содржини, да кажеме, на социјалните медиуми, па некој поискусна, да кажеме, во тој дел, кој е твојот совет кој што би им го дала? Верувам дека и преку утринските програми кои што ги работиш, дека се среќаваш со млади, па вака низ разговор, кој совет им ги даваш? Во утринската програма имам привилегијата да се сретнам со профили на многу луѓе. На луѓе кои што никогаш не сум верувала дека ќе се сретнеме никогаш и ќе се запознаеме во живо.
Луѓе кои што ме разочарале бидејќи сум ги идеализирала во тоа што го прават, а кога вистински ќе ги запознаеш со само поинакви луѓе. Дека не ја живеат вредноста која што ја промовираат. Да живееме реален живот. На младите би им препорачала прво да стигнат до степен кога ќе бидат задоволни од самите себе. Затоа што само задоволен човек може да прави вистински работа во која што ќе ужива. Да стигнат до степен каде што ќе бидат задоволни со тоа што го имаат и благодарни за тоа што го имаат. Да не бараме премногу. И со тоа малку кое што го имаме, да умееме и да го правиме најдоброто. Многу е лесно да се каже лош збор, некого да се навреди, да се повреди, на некого да му направите лошо дело. Многу е поретко и многу е да живееме искрено. Многу малку луѓе се искрени. Кога ќе застанете, јас секогаш велам, кога ќе застанете пред огледало или кога ќе си легнете навечер. Ако образот и денот ви е убав, сте завршили одлична работа. Така да бидеме прво искрени пред себе во тоа што го правиме, а потоа пред сите останати. Само така може да стигнеме до вистинска публика, доколку сакаме да имаме или да го слушна тоа што го работиме и правиме. Бидејќи прават многу инфлуенсери на нашата јавна сцена, така да кажеме, дали сметаш дека се тие ги живеат се тие вредности кои што ги пропагираат на социјалните медиуми? Не знам, но дај Боже да е така и да вистински тоа што го промовираат да е така и да се срекни со тоа што го прават. Има на вистина луѓе кои што тоа го промовираат, живеат и работат. Тоа е професија која што доправа ќе биде во подем и во светот инфлуенсерите се и платени, и ценети, и промовирани, и благодарни се луѓето што ги имаат. Така да само една Србија има брилијантни, значи зборувам за нашето соседство, да не зборуваме за светот. Многу подалеку, така е. Така е, за многу подалеку. Така да мислам дека можеме и ако имаме такви луѓе и во Македонија, треба да ги цениме. Да, апсолутно. Треба да ги цениме и да им даваме дополнителна и мотивација и поддршка. Апсолутно се согласуваме. Сега исто ме интересира за крај да го привршиме разговорот. Дали има нешто што би сакала да видиш како промена видна? Дали е тоа во општествената свест, на платформите, во законите кои што постојат, во начинот на кој што инфлуенсерите се обраќаат на публиката? Да го промениме она секојдневие на кое што сме навикнати. Со мојата ќе дадам еден личен пример, со мојата керкичка ужива да се вози во градскиот автобус на неколку станици и кога ќе влеземе на возачот секогаш му кажуваме добар ден. Човекот е изненадан. Зошто? Значи да не бидеме изненадани од малите убави работи, да сакаме да го правиме тоа како да ни е секојдневие и едноставност. Така да направиме подобро утре за самите себе и за сите околу нас. Законите ги има во Македонија, само да ги почитуваме. Додека возиме, додека се движиме, додека преминуваме пешачки премин или додека работиме. Во Македонија имаме брилијантни закони, само не ги почитуваме. Да тргнат од оние кои што ги создаваат да ги почитуваат, а потоа ние кои што ги гласаме тие што треба да ги создаваат. Така да сите сме дел од мозаикот на ова општество и може да го направиме да ни е одлично, да уживаме во секојдневието и во животот. Многу е краток животот и многу брзо минува, така да треба да го уживаме секој ден. Како да ни е последно? Така, мислам дека одличен заклучок на целиот разговор имавме. Ти благодарам многу што беше наша гостинг. Знам дека уживаше во разговорот, бидејќи јас навистина уживав. Ти благодарам што сподели и лични примери и искуства од твојот живот и мислам дека тоа што го кажеш сега за самиот крај, дека сите ние ја правиме заедница, дека сите ние треба да се вклучиме ако сакаме нешто да промениме. Тоа ќе биде всушност мојата порака до сите кои што го гледа овој подкаст, дека ако сакаме нешто да направиме, да промениме, прво треба тоа да го почнеме од самите себе да го правиме, да гледаме позитивно на работите, повеќе да се насочуваме кон конструктивниот фидбек отколку кон давање на негативни коментари на социјалните медиуми и генерално во реалниот свет и да се соочиме дека на вистина тоа што го гледаме во социјалните медиуми не секогаш е приказ на реалноста. Благодарам што бевте дел од овој подкаст. Секако сите коментари и предлози кои што ги имате очекуваме да ги оставите во коментар.